враќаме на клупскиот фудбал. 2 недели немаш ОРТ. И добро е што не снимав за Украина Македонија. Но имаше интересна содржина на BMG Network. Ако не го гледавте видеото со Adventure Park, гледате го, беше лудо. А за брзо ќе уживате во уште поинтересни содржини на BMG Network. Затоа, subscribe. Дечки, викендов има доста интересни надпревари. Јас избрав 3 надпревари. Доволно е. 2 надпревари од Премиер лигата, 2 градски дерби надпревари. Ливерпул Евертон и Челси Арсенал. И едно дерби во серија А, Милан Јувентус. Ќе биде интересно. Почнуваме со англиската Премиер лига. Се игра едно од најстарите и најпривлечните, најголемите дерби надпревари во Англија. Градското дерби на Ливерпул. Ливерпул Евертон. Да не се лашеме. Не гледам тука дерби според квалитет, табела, според играчки кадар. Се знае кој е кој. Ама ова е дерби по сите други критериуми. Навивачи, ривалство, историја, локација на екипите и така натаму. Да, локација. Ова е интересно. Значи, најголеми ривали, а растојанието од стадионот на Ливерпул до стадионот на Евертон е 970 метри. Ептен комши. Евертон од 2010 година има само една победа над градскиот ривал. И веројатно ќе остане на таа победа и после овој надпревар. Мислам дека навивачите на Евертон повеќе би сакале да тепаат со Ливерпул отколку да опстанат во лига. А сезонава не им бега борба за опстанок. Ливерпул игра топло-ладно и сега е во некоја серија од реми и пораз на последните 2 меча. Но време е за победа. Ова е одлична можност за враќање на победите на клопи на црвените. Ливерпул тепа. Остануваме во Англија, остануваме во сабота, остануваме со градско дерби, на овој пат лондонско дерби, Челси Арсенал. Јај сега што да кажам за Челси? Не се бројат парите кои што ги потроши Том Боли во Челси, а пак се на 11-тото место на табелата. Седам пред сезоната, гледам што екипи има, кој има засилувања, какви засилувања, кој каде игра, што игра. И викам, абе, Челси нема да игра во Европа, има широк ростер на фудбалери. Може да гази сезонава. И ништо од тоа. Конечно брзаа 2 победи сезонава пред паузата, ама против Барнли и Фулам. Арсенал исто како лани, на врвот. 6 победи, 2 ремија и победа на Манчестер Сити во последното коло пред паузата. И тоа не беше само победа, туку Артета го надмудри Пеп во буквална смисла на зборот. Сега Челси е домаќин, ама мислам дека Арсенал е фаворит. Дечки, Арсенал ќе тепа и не само тоа, тури мислам дека Арсенал до крајот на сезоната ќе се бори за титула. Недела, доста е со Англија, одиме во Италија, дерби во серија А. Милан е домаќин на Јувентус во најинтересниот надпревар викендов на чизмата. Милан е лидер, Јуве е трет, разликата е само 4 бода. Меѓу нив е Интер. Интер на крајот ќе заврши прв. Добро, нема врска друг пат за тоа. Откако изгуби од Интер, Милан врза 4 победи поред. Но сега ги чека тежок распоред кој што може да биде пресуден за нивните амбиции сезонава. Сега играат со Јуве, па во среда со Париз Сен-Жермен на гости во Франција во Лигата на шампиони, а следен викенд гостуваат кај Наполи. Тешко, значи тешко. Затоа на овој прв надпревар од оваа тешка серија, уште додека се свежи, ќе притискаат. И реално играат дома и благи фаворити се. Сега, Јуве не игра во Европа и тука е нивната најголема предност сезонава. Иако до сега тоа баш и не се покажа како предност. Но имаат 2 победи и реми на последните 3 надпревари. За Јуве да продолжи таа серија против Милан, ќе треба да ја продолжи одличната игра во дефанзивниот дел. Не примија гол во последните 3 надпревари. Ќе видиме. Ќе биде неизвестно, ќе биде интересно, ама мислам дека Милан е поблиску до победа. Доста е за викендов. 3 дерби дуели кои не смеете да ги пропуштите овој викенд. Епа, убав викенд.